кога се случи? Да, вчера, да. И земав децата, две снаи тука, седиме. А сната има 3 дечиња. Двете пијат млеко. И го зема овие боци што се. Плински. Да. Плин позади. Ради децата не го пуштат да прајат. И го зема джезва и ова млекото да свари. Тамо да го пушти ова плиното, пукна. И сната, она бега. И се фати тепикот. Беше една тепик тука. Брзо, а? Да, брзо. Се фати тепикот, дојде сната тука, кај вратата да ми викне, маж ми не беше дома. Така. Само 2 снаи и син ми беше тука. И се фати тепикот и горе, одма. После утаван, децата трчат, ме дојде една кумшика, 2. Ми го зема децата, ми оде од дворот и толку више. Децата брзо ги извадува. Да. 6 деца. Пожарна за колку време дојде? Бога ми беше за сад време така. Готово ми отиде све, немам ништо. Не земам ни социјално, ни маж ми не работи негде, ни пензија, ништо немам. Ништо. А внатре ви изгоре се? Све, ништо нема, ништо. Баш биде сабаље отидов, почнав да плачам, како беше вид, овие витрините, алиштата, абе, како да нема ништо, ни каучи, ни ништо, ништо нема. Добро, а да прашам, знаете вечер кај ќе спиете, знаете, ви понудија нешто од страна на, не знам, службени лица кои што дојде овде? Не. Ве прашаа за тоа? Не. Дали имате каде да... Не, никако. Не. Сега по сега, кај син ми. Тука има една тараса, тука ќе седа, доке се снајдам. Ние бевме до Ѓорче Петров, тамо обаланта. Знаеш, јас сум болен брат, од шекер, од притисак, од преселените биднав операција. И комшија ми се овот, брат вика, знаеш што, брзо вика куќава се пали. Како ви куќава се пали? Куќава се пали. Брат веруваш, не? Не сум знаел од кај да бегам. Не сум знаел од кај да бегам. А имаше некој внатре во куќите или во Не, брат. Не, моментално не. А се знаеле од што настанал пожар? Да, од една боца, плинска боца. Плинска боца? Плинска. Што било за време на готвење или што или? На готвење. За 3 минути. Пламен. Доста едно, брате мили. Доста едно. Веруваш не? Цел ноќ дежурство. Па да, нели во раните утрески часови всушност гасен пожарот? Уште се палише, брат. Уште се палише. Цел ноќ дежурни, брате мили. Дежурни цел ноќ. Пак фала Богу што не ми биле десова дома. Имам еден син инвалид. Имам син инвалид. Од првата жена ми е инвалид. Среќа што не биле Да. дома. Среќа што не беше дома. Отишел таму кај сестра му отишел. Кај вас што е оштетено се? Имам кровот е оштетен. Кровот ми е позади скроз. Оштетен? Внатре имате исто оштетено материјална штета, имате внатре? Лом све, брате мили, што да видиш? Лом. И од тука си испатил. Брат, срам ми е да влезам натре, што да ти кажувам? Да. Срам ми е да влезам натре, брат. Ми се гадал и живот, и све, брате мили. Мучи се, у крајка за една секунда ти дат све, брате мили. Големи јазни беше од таа страна, од ова страна назад и така да не можевме ништо да спасиме. Се мачев некои работи, викам да ги спасам, но немаше шанси. Толку беше голем пламен, значи неверојатно, не сум го верувал дека ќе го биде. А бидејќи ги приметивме тука дека беа и државните служби разговараа со вас нели како оштетени странки. Што ви рекоа тие прилика? Што ќе се случува следно? Направија попис на штета, видовме тоа добро. Да. И што ќе се случува следно? Како ќе реагираат, ви кажаа? Па
Не знам сега, ние чекаме и преку општината ако нешто помогне. Ништо, немам никаква надежда. Значи стварно, верувате, тотално ми е све надежда изгубена. Ова е кај мене сторена катастрофа голема и немам никаква надежда дека само дај Боже да биде нешто. Баре колку да можеме да се прибереме внатре со децата.